Добро вечер. Понеделник 29 јануари, како и секој понеделник, така и овој, јас сум вашиот домаќин од сега негдека до, да речеме, 11 часот вечерва со неколку дебати со Централниот дневник. Ќе ја проследиме и емисијата Лица на колешката Нета Кочишки. А овој дел од дебатите ќе го започнеме, кој ќе трае негдека до дневникот во 20 часот, со мојот драг колега Љупчо Зиков, основачот и еден од собствениците на неделникот Капитал. Се уште единствениот неделник кој се занимава со економија и бизнис. Така ли е, Љупчо? Така е, добро вечер. Како иде бизнисот, Љупчо? Добро ли? Па добро е, со оглед на тоа дека сме се уште гледано од аспект на неделници сами на овој пазар, тоа може да значи добро, меѓутоа и не е баш комотна позиција заради тоа што не знаете каде грешите, кај може да биде подобро. Кога нема конкуренција, нема конкуренција, не знаеме и колку сме лоши во истиот тој дел. Оваа година, сега е 20-та година од постоењето на Капитал. Сега скоро на работа имаше мала шала. Ние во неколку епохи работевме, поминаа 5 премиери, многу влади. Министри за финансии, за економија до 20-ти, за економија, сите дојдоа и отидоа, ние останавме се уште на пазарот, веројатно заради тоа добро е. Мислам и овие ќе ги доживеете, што се сега актуелни. Па да, претпоставувам. Денеска имаше една убава вест за сите печатени медиуми. Прв пат се случија после многу години, веројатно после 90-тите, ако мене добро ме држи памтењето. Владата излезе со одлука да додели одредена финансиска помош за сите печатени медиуми по одредени критериуми. Замисли, владата доделува средства, а немаше скандал. Како така би се случи обично, бидејќи навистина се работи за една исклучително транспарентна, една, би рекол, структурирана постапка во која што се водија разговори. Учествуваше ли во тие разговори, во тие Јас лично не. Овде целата заслуга е на нашиот председател на асоциацијата Лирим Дулови. Билјана Младенова од Фокус во голем дел помагаше и пред се заслуга е на уводот што го подметна Роберт Поповски во владата, кој беше вистински наш представник на Еснафот, на овој бизнис, издавачкиот бизнис на вестници во владата, и моето признание до сите нив заради тоа. Убаво забележа и ти, веројатно од 90-та година до денеска овој е единствен Еснаф кој некакви преговори ги оконча на крај со договор со владата, при тоа да нема мртви ранети по патот, значи во тој дел. Едно десетина афери раздоразни. Да, докажавме дека може да се договориме во Македонија за работиве. Камо среќа другите да го следат, другите еснафи, индустрии да го следат овој тип на разговори. Добро, додуше попладнево веднаш ВМРО ДПМН опозицијата излезе со соопштение дека се сомневаат дека ова може да биде своевидно купување на медиумите од страна на власта и така натаму. Имате таков впечаток дека сте помогнати, главно покриваат печатарски трошоци и што беа другите трошоци? Печатарски трошоци за дистрибуција. Така, и трошоци за значи, ќе објаснам каков е проектот. Во суштина, тој проект е поставен да конкурираат сите вестници со сите видови собствености кои се регулирани во законот во Република Македонија, како може да се биде собственик на медиум и да се аплицира на тој проект. Да вестниците постојат минимум 3 години, и при тоа во ниеден од условите не стои каква уредувачка политика ќе водат вестниците во тој дел. Ако се погледа списокот, таму има разни уредувачки политики. Таму е евидентно, сите вестници кои го задоволиле техничкиот аспект на проектот и конкурира и поминаа низ тој филтер. Мора да имаат расчистени плати, придонеси, придонеси и други давачки према државата. Даноците, на пример, мора да се 0,0 со управа за јавни приходи во моментот на конкурирањето на тој проект. Знаете што, владата побара Асоциацијата на печатени медиуми да изготви предлог проект како да се направи тој дел, како да се направи тој конкурс, фактички, условно речено. Во таа наша подготовка во рамките на асоциацијата ние консултиравме повеќе закони кои во Европа се применуваат во овој момент. Ова што ние го направивме во Македонија, на Балканот е прв проект вака реализиран на Балканот, али не и во Европа. Во Европа веќе имате држави со долга традиција кои го помагаат издаваштвото на печатени медиуми и други публикации, заради тоа што оваа индустрија секаде во светот,
пожестоко во светот, во Америка и во Европа се наоѓа на удар на новите технологии, на сето тоа, така да тоа во образложението зашто е тоа така, стои многу стриктно и конкретно причините заради таа работа. Мислам, не мешавме ние партии, ВМРО, ДПМН е добро, ја тоа го разбирам, тие водат политика, кога ќе бидат еден ден влада, ќе ги прашам дали ќе го укина тоа. Ако се суди според твојот последен воведник во Капиталот минатиот петок, тешко е дека владава може биде задоволна од вашиот неделник во смисла да ве купува за тоа што го пишувате. Многу си критичен и не само во последниот број така натаму, во последниот текст е поентата токму дека сега не чека всушност вистинската работа после затворањето на Преспанскиот договор, а тоа е спроведување реформи. И ти изразуваш една, да кажам, едно предупредување, но и резерва дали оваа власт ќе има доволно капацитет за сите тие реформи кои се нафатила да ги прави. Има ли оваа власт доволно капацитет за тоа? Во овој момент, гледано што не чека, ќе израза мојата резерва и вечерва во твојата емисија. Имам дилема дали владата го има тој полн капацитет за реформи, од едноставна причина што знаеш што, Сашо, 30 години политичките елити во Македонија, без разлика дали тоа биле СДСМ или ВМРО, воглавно тие, повеќе се криеа за проблемот на името, проблемот со Бугарија, проблемот со Грција, околу името. Се правеа големи политички приказни дека Македонија додека тоа не го реши не може напред да отиде реформа на закони и така натаму. Мислам дека повеќе се губеше време, ова беше добро алиби да се скријат политичките елити за тоа за да одат некои други неформални процеси во државата што одеа 90-тите години одеа во знакот на приватизациите во Македонија. Со Љупчо 98 па до 2002 преживеавме војна. Тогаш таму имаше се и се што, да се разбереме, Телекомот тогаш беше продаден и така натаму, Окта и така дале. Значи, имаше многу чудни финансиски трансакции од тоа време, што е, значи, секое време си носеше еден белек, после тоа повторно Бранко Црвенковски, па СМ се продаваше, значи, да не зборуваме од 2006 до денеска, до пред една и пол година, што све се изнагледавме. Колку крокодили се изнагледавме во базенот? За сето тоа требаше една завеса. Таа завеса беше проблемот со името. Сега, со полна жестина во дневната политика ќе дојдат темите од реалниот живот. Тоа што во 30 години независна Македонија, овој народ, овој човек македонски, се уште го нема ни видено. Значи, во тој дел. Веќе споменам, 35 глави се за Србија, 33 глави ќе бидат во преговорите за Македонија со Европска унија. Ако ги добиеме од јуни, еви од септември нека биде, ако ги добиеме преговорите, тоа би значило реформа на катастар. Тоа би значило реформа на банки, реформа на буџет. На сите суштински системи практично. Секој дневието од сабајле кога ќе станете од спиење со првото кафе, вие се соочуваше со животот. Сето тоа треба да се менува у следните 5 до 7 години. Тоа е полна жестина, за тоа треба на другата страна луѓе. Навистина луѓе со капацитет, професионалци посветени кои тие реформи прво физички ќе ги издржат, заради тоа што тие се тимови кои треба 7-8 години да работат, 5-6 години да работат на теренот. Да се исчитаат многу книги, многу искуства на останатите земји членки на Европска унија патот како го поминале. Ова што денеска го гледаме или што сме го гледали во минатото, секоја чест на исклучоци. Мислам имаме во Македонија има прекрасни професионалци што ги гледаме секојдневно, меѓутоа како ги ставиме тоа на кантар, не можеме паритет да воспоставиме. Се уште во Македонија една ноншалантност владе една неспремност да се слушне прво за проблемот. Водечкиве луѓе во владава делуваат прилично самоуверено кога разговарат за тие реформи. Почнувајќи од премиерот, па овој првиот тим околу него и така натаму. Најавија дека оваа година ќе биде економска. Има ли шанси за тоа? Јас во неколку емисии пред нова година реков, да, има шанси. И првиот аргумент го ставам на тоа дека ние колку и да беше критиката за владата дека капиталните инвестиции во 2018 не беа потрошени, нели не беа инвестирани и сфинансирани, сега тие не беа потрошени поради тоа што технички се чистеа од претходната власт како ги била поставила тие капитални инвестиции. Сега откако тоа заврши, тие пари се тука и плюс парите од 2019 и плюс сега овој нов мувинг што се создава после европски фондови, тоа сега ќе дојде. Македонија сега ќе прима пари, ќе биде примач на пари еден период. Мислам дека Македонија, вака сега бегло кажано и подготвувајќи се за емисијата, мислев дека во една и пол година, ако добро испреговара фондови,
со се ова што го имаме во буџетот, милиарда до милиарда и 300 милиони евра свежи пари може да вбризга во економијата. Тогаш не гледам причина да не биде економијата главна годинава. Анđушев некни во Велес има со Заев пред 2 дена кога беше за викендов еден настап во кој вели се враќаме од Давос, каде што секој што ни приде не праша ви треба ли помош, ви требаат ли пари. Да. Прашањето е дали имаме капацитет да ги дигестираме тие фондови. Логиката на бизнисот вели, особено логиката на светскиот бизнис, вели дека големите инвеститори бараат држави. Бараат не за да ни помогнат на нас, за да си помогнат на себе. Оно што беше ирационално во ставот на Грција сиве овие години во делот со Македонија, да речеме, ако ги тргнеме сега владите на државите, кои како беше него гледаме како држава со држава однос, е тоа што во Грција на пример не преовладуваше чувството дека ако влезат во посуштински други суптилни разговори со македонските политички елити за инвестиции, за бизнис, за финансирање на големи проекти инфраструктурни во Македонија, Грција ќе поминеше многу подобро во Македонија и со својата финансиска криза која имаше од 2008 наваму. Меѓутоа, тоа е политика, ирационална грчка политика која бевме евидентни на долги години на назад. Така да не се чудиме, сега ќе доаѓаат инвеститори сакајќи за себе си да си направат поголем бизнис во Македонија. Македонија сепак е една врата на Балканот кај што може да кога те читам и кога повремено те гледам дека си многу жесток во однос на администрацијата државна. Прво, тоа што сите го говориме, нам ни се чини дека тоа преголем број се разбира и не само нам, туку и експертските анализи и така натаму, но и една друга последица, таква администрација се уште произведува, ајде да кажем под навозници, социјализам. Гледам и во под неколку твои текстови говориш, абе луѓе, ова е капитализам, ова е пазарна економија, мора да почнеме поинаку да размислуваме. Во последниот текст велиш мора менталитетот да го смениме. Имаме ли шанса со овој државен апарат и со ваквиот начин, еве, пак доаѓаат избори, па вработуваат стотици луѓе. Каде се движиме по таа оска? Имаме ли шанса тоа да го промениме? Сашо, за жал, тоа ќе биде едно од реформите во главите со преговори со Европска унија. Таму стои глава реформа на јавна администрација. Тоа е обврска и задача на една влада. Конкретно денес на владата на Зоран Заев. Значи, реформите се след на закони и мерки. Тоа ќе мора да се направи. Ама мора да дојде до некакви отпуштања, предпоставувам. Сега да, значи, сите тие викаат немаме нови вработувања, но нема да има ни едно отпуштање. Како во фазата, видите, пазарната економија и капитализмот не трпи оправдувања за таа работа. Тоа едноставно ќе мора да се направи. Таму има две глави: реформа на јавна администрација и реформа на буџет и трошење од буџет. Така и буџетот. Трошењето од буџетот е отпуштањето на јавната администрација. И ние темите треба веќе да ги кажуваме со вистинското име. Не може во 27-8 години независна Македонија едно од малкуте прашања на кои тотален консензус во парламентот има 120 пратеника, тоа е за правата на вработените во јавната администрација. За сите стрини, војни, синови и керки си направија закони со кои ги заштитија како бели мечки во јавна администрација. Ја немам никаква фрустрација по тој основ. Мислам, секоја држава пред се базира на добра државна администрација која е сервис на граѓаните, на бизнисот, на културата, на сето тоа. Меѓутоа, ова што се случува, еве и со оваа влада се случува, тоа малку е непримерно, особено пред избори, кога имате, уште и не смируваат на телевизија, ќе ни кажат, ама тие се, знаете, тие биле вработени во јавната администрација, сега да ги дефинираме. До сега јас барем неам слушнато да ни јават за некоја бројка на отпуштени вработени од јавната администрација. Не треба ли да се примени некаков нов иновативен метод, не знам, да луѓето сами посакаат да излезат, некакви откупи на стажови, некакви Тоа ќе оди со откуп на стаж е добра мерка и таа веројатно ќе се случува во наредните години. Бидејќи таму има луѓе кои ќе си ги најдат своите иднини, не е тоа 10 тие неспособни, не се тие. Она што мене ме храбри сега и во овие навестувања на владата за периодот од 1 до 3 години е отпочнување на она преквалификација и таа ќе биде веројатно со жестоко темпо ако добро го разбрав премиерот во Велес некни.
Значи таа ќе има пожестоко темпо преквалификацијата. Значи во тоа сега треба се вбризгаат финансии во оние куќи кои ќе ја вршат преквалификацијата. Веројатно тоа државата нема да го прави, него таа ќе воспоставува тендери на куќи кои ќе се појавуваат, ќе има конкуренција меѓу нив. Некако пазарен метод претпоставаме таа. Да, таму ќе се примени тоа. Тука мислам дека може нешто да се прави. Другото ќе биде со развојот на економијата. Значи ние како ќе се развива сега ова компании да растат, нови компании да излегуваат, во еден дел можеби ќе забави, но не верувам исселувањето од државата, али во друг дел ќе се појави атрактивност во секторот, во приватниот сектор ќе се појави атрактивност за овие млади луѓе кои се да речеме од 24 во зоната од 24 до 35 години кои се вработуваат во јавна администрација, на кои не им е гарантирана иднината во јавната администрација, бидејќи точно кога ќе направат 30-31 година ќе дојдат најжестоките реформи во Македонија. Тоа е реформата на финансирање од буџетот и реформата на јавната администрација, кога можеби ќе останат без работа. И веројатно кај нив ќе профункционира резонот дека треба можеби е сега времето да се смени нели нешто во својот живот, во својата кариера и така натаму и така натаму. Значи тоа се некои процеси социолошки што ќе се случуваат во Македонија во наредните 5 до 7 години и мислам дека на тој начин администрацијата ќе се чисти. Еден контингент ќе оди во пензија, на друг ќе им се откупува стажот и преквалификации и така натаму. Неделникот се вика Капитал, се разбира, и е представник на бизнисот, па и на крупниот бизнис. Па ја и не би можел другчие да звучам освен така. Се разбира. Како звучи тоа кога е данокот во прашање оваа даночна реформа? Поминовте низ една жестока критика, сега се смирија и малце страстите. Па страстите се смирени, нормално држава е држава. Ние прифаќаме све што државата ќе направи, иако и тогаш реков и денеска пак ќе кажам кај твојата емисија, мислам дека тоа беше грешка. Можеби не толку заради сумата пари што државата сега ќе ја земе од компаниите, па ќе ја или од луѓето кои прават пари, нели? Туку повеќе и тогаш реков дека во дебатата дека сигналот што се праќа према приватњаците, према приватниот капитал, предприемачите, менаџерите, луѓето кои создаваат средства, оваа телевизија, нашиот весник и така натаму, е многу лош и сомнителен. Значи, некако пораката сега да упростам се што може да биде, пораката е дека вие што правите пари, а ние велиме као држава дека вие правите профит, а тоа не е точно. Значи, ние заработуваме, тие што заработуваат пари, а не прават профит, заради тоа што има разлика помеѓу заработка и профит. Кај заработката морате да видите колка ви е и трошокот, нели во тоа. Тука државата не водела баш сметка за трошокот, меѓутоа што е тука е. Но од другата страна има една друга приказна, Лјупчо. Има овие кои прават големи профити, тие се викаат банки. Тие се викаат телекоми, тие се викаат така некои сектори, со кои што државата не ќе да ги пипне, но затоа за пазарџиите знае да донесе закон без да почитува премногу, да кажам, потреба за дебата, за консултации и така натаму. Кај населението, кај граѓаниво има едно такво чувство. Ние де факто имаме неколку конгломерати во држава системски на пазарот, какви што се токму банки, телекоми и така натаму, кои прават десетици, некои од нив и стотици милиони профит. За нив нема овој тип на, да кажам, сепак некаква и социјална одговорност, мерки кои што ќе се преточат. А од друга страна имаме овој тип на кој сега еве го резултира се со бунт на пазарџиите. Решивме се, сега пазарџиите. Уште пазарџиите останаа тие овие што продаваат ротквици, мислам, тие се главните видовници. Значи сосема си управо. За банките се утепавме пишувајќи, иако имаме добри односи као капитал со нив, сакаат да дојдат. Тоа е бизнис, нема никакво спор околу тоа. Значи не може, недозволиво е да имате вие во оваква економија, во овакво стопанство, банки кои прават се вкупно, сите заедно прават едно 120-30 милиони евра профит годишно, од кои неколку банки се издвојуваат со профитот и сега кога ќе видите внатре во структура како тие ги прават парите, ќе видите дека најмалку што најмногу ме боли или седнете било кој предприемач во Македонија највише го боли тоа што банките не ги прават тие профити во најголемиот дел не ги прават од кредитот за инвестиции што го дале на некого, туку го дават провизии, затезни камати, вакви камати, онакви камати. И тоа боли сега од целата работа. Она што има движење, некаков мувинг на Балканот, гледам дека во Хрватска има јаки здруженија на таа тема, и во Србија сега. И во Србија се формираат каде што дури успеа. Мислам дека некои од нив успеа да ги
према државата да влезат во преговори, да ги скратат тие административни бариери во банките и што го отежнуваат. Србија дури имаше една судска пресуда. Знаеш како, банката ти дава кредит и потоа ти пресметува административен трошок за тоа што ти го дава кредит. Како она да има некој друг бизнис, а овој е како попат, па нешто потрошок. Па банката има свој нотар, па идеш кај нотар, па таму ќе се испрачиш исто така, значи сето тоа го отежнува бизнисот. Она што ние повторно ќе кажам, 30 години. Тоа е социолошки проблем во Македонија. Ти преска го спомна во делот на АЕК, кога зборувавме за менталитетот на администрацијата комунистичка. Ние се уште имаме комунистичка матрица на размислување. Мислиме дека државата треба се да среди, дека сите ние еден ден ќе работиме во државата, дека ќе бидеме 100.000 администрација колку што еден град, сите ќе седиме у фотели. Значи се однесуваме. На времето имаше еден многу добар скеч ТВ коментар на Миодраг Петровиќ Калја на таа тема, уште во Југославија се сеќавам. Ние живееме се уште во таа една матрица, таа една тесна кожа на Шојич. Значи така се однесуваме. Не, пазарот, од тука сега ќе излеземе на калдрама, ќе излеземе, треба средства да направиме утре плати да поделиме и тука државата мора да ја одигра својата улога во сите реформи. Банкарска, друга финансиска, осигурителна, нафтениот сектор исто така за анализа, отсуство на пристап до ресурси за некои од тие работат и како монополи. Или се наследници на монополи, или се олигополи. Влегле уште еден 20 и се договориле за цената. Например, сега скоро казнуваа во Европа за картелско здружување, 500 милиони евра ги рокнаа казна компанија, не знам во кој сектор беше, баш ја читав. Сега пред Давос се случуваше тоа, околу 450-500 милиона евра казна за картелско здружување на пазарот. Па јас слушајќи ја таа вест, си велам во Македонија колку картелско здружување постои. Значи ние буквално кај да копнате во која индустрија или е олигопол, или е картел, нели во тој. Така да доправа тоа сега ќе излегува на површина во следните 5-6 години 7 со преговорите. Добро, Љупчо, да завршиме со уште едно прашање, бидејќи ги коментираме политичариве. Каков е составот на менаџерите? Имаат ли они капацитет за оваа пазарна економија која треба кај нас да се прави? Исто голема тема. Значи, таму се случи промена на генерација кај затоа и те прашувам, бидејќи тие што беа потентни во 90-тите години во зоната на приватизацијата, тие некако влегува во некои други води. После тоа дали имаше една објективна околност, Македонија беше у виорна војна, па имаше тука војна, па имаше многу нестабилност. Меѓутоа тоа не е за оправдување заради тоа што Израел 50 години живее во војна, па гледаме што се случува со израелската економија. Секогаш има аргумент да го покриеме тоа. За жал не се создаде во Македонија една наша македонска менаџерска елита од 100 луѓе. Знаете, денеска со еден пријател, мала дигресија ќе ми дозволи, со еден пријател ги оговаравме на станите во Србија, што се случуваат во периодот. И ми вели пријателот кој е србин, ми вика, знаеш пријателju, Србија има една предност од Македонија. Значи да, онај таму е сличан на овој што сте ви имали овде пре едну годину, Вучич и Груевски делот. Меѓутоа таму секогаш има 5000 луѓе кои не припаѓаат никаде, не припаѓаат ни на едните, ни на другите, него се богати, да речеме, или се интелектуалци кои држат до себе, али можат да живеат на без да припаѓаат на некоја политичка партија. Се некаков мовенс во општеството. Да, и тие кога ќе станат, тогаш станува народ и тој народ ја прави промената. Овде, еве да речеме, зборуваме за бизнисот, 90-тите години требаше тоа да го создадат во Македонија. За жал, тоа е исто социолошки проблем. Тоа не се создаде, тоа купче на луѓе кои може да прават промени и сега тие некако кубурат, оправдано кубурат на пазарот, недостасува идеја, свежина кај нив, кај многу од нив недостасуваат и средства обратни за правење бизнис сега во периодот. Многу се задолжени кај банките. Дојде и до смена на генерацијата сега да видиме што ќе се случува во овој период, бидејќи како ги знаеме и ја и ти ги знаеме тие од 90-тите години директори, газди и така натаму, сепак се сега над 72-3 години па се во залезот што е објективно, природно и така натаму. Така да во Македонија ќе видат интересни работиве. Сето тоа од друга страна па создава еден добар простор за раѓање на една нова менаџерска елита, па ако сакаш и на една нова политичка елита. Кој да најавуваш месечник кој ќе се вика менаџер, докај сте со тој проект? Да, па токму во таа финта влегуваме ние. Тоа ќе биде крај, требаше да биде на 6 февруари, меѓутоа некои приватни работи што ги има во животот во периодов.
ме отргна од тој датум. Крајот на февруари, почеток на март ќе излезе Менаџер, ќе се бави исклучиво со убавите нешта на бизнисот. Така го гледаме. Победниците ќе ги пишуваме внатре, профили. Значи, месечник за победниците. За победниците, баш Љупчо Зиков, благодарам многу, ќе се видиме и во друга прилика, али меѓутоа баш ми е драго што на брзина успевме да пресечеме неколку важни теми. А вас, почитувани гледачи, ве поканувам да останете со нас, бидејќи со колегата Дејан Андоновиќ ќе поразговараме малку за проблемите во Венецуела пред дневникот, а потоа во 20 часот одиме со дневникот. Јас сум Сашо Ордановски, ова е понеделник, отворено студио 1 РН ТВ.